посакувам добро утро и добро ни дојдовте во новиот квадрат. Подготвени сме и за денес, не очекува уште една уредувачка авантура, а за кои теми конкретно ќе зборуваме денес и следниве 30 минути, само накратко ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат зборуваме за стиловите, за комбинацијата на метал и дрво и ве носиме во еден уникатен стан во Торино. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Трендовите актуелни предходната, но и годината која е пред нас и тоа како не осврнуваат кон природата. Па така се повеќе ќе ги внесуваме природните материјали во нашиот дом. Дрво и метал, совршена комбинација. За неа зборуваме во продолжение. Кога станува збор за уредување на домот, еден од најсигурните начини да му дадете стилски изглед, што трае, без оглед на променливите трендови, е користењето природни материјали во интериерот. На овој начин создавате јасна основа, која во зависност од вашиот личен израз, лесно се прилагодува на минималистичките и на максималистичките стилови. Дрвото и металот се комбинација што речиси секогаш функционира. Без оглед на тоа дали станува збор за ретро или современ изглед, овие два материјали прават сонлив пар со долга историја, но и многу актуелна модерна примена. Затоа денес се фокусираме на нивната комбинација во интериерот. Комбинацијата на овие два материјали создава избалансиран и хармоничен изглед на домот. Топлата, органска структура на дрвото е природно надополнета со елегантни метални акценти, кои му даваат на просторот остар, но и малку индустријски карактер. Токму овој контраст го прави ова дуо да функционира во различни стилови на интериер, од индустријски до современи варијанти како што се модерна естетика на селска куќа. Нивната комбинација не е нова. Дрвениот мебел и металните делови често се поврзуваат со стилови како што се модерниот стил во средината на векот и арт деко. Во ерата на арт деко, популарна во текот на 1920-тите и 1930-тите години, акцентот беше ставен на луксусот и драматичниот гламур. Употребата на геометриски форми и квалитетни материјали беше императив. Високосјајното дрво често се користеше за мебел и зидни панели, создавајќи елегантна основа, врз која луксузните детали доаѓаат до израз. Металот беше присутен преку декоративни елементи, детали за мебел и инсталации за осветлување, служејќи како природен контраст на топлината на дрвото. Од друга страна, модерниот стил од средината на векот се подпираше на дрво за да постигне топол и органски изглед во просторот. Минималистичкиот дизајн со чисти линии беше препознатлив преку парчиња како што се комоди, масички за кафе и фотели, додека металот тука играше улога на суптилен контрастен акцент, што донесе модерен дух во потрадиционалните дрвени форми. Ако арт деко представува максималистичка визија за луксус, средината на векот може да се смета за неков помирен, пофункционален наследник. Металот и дрвото исто така одлично се вклопуваат во неочекувани поразиграни стилови, како што е скандинавскиот. Неутралната природна основа совршено се вклопува со скандинавските акценти кои често имаат помеки, заоблени форми и живи бои, создавајќи интересен контраст со острите линии и чистите површини. За избалансиран изглед, важно е однапред да одлучите кој материјал визуелно ќе доминира во просторот. Ако одлучите да користите дрво како основа, дозволете материјалот да биде присутен преку декоративни детали и обратно. Дополнителна хармонија се постигнува со внимателен избор на тонови. Металите со ладни нијанси како што се хром, сребро и челик одат добро со дрво во постудени нијанси, како што е јавор или бор. Од друга страна, златото, бакарот или античкиот месинг природно одат со потопли видови на дрво како што се цреша и махагони. Визуелно интересниот изглед може дополнително да се нагласи со игра на текстури или преку други природни материјали како што се камен или крзно, присутни во текстилните додатоци или преку разиграни акценти како што се плетени работи и килими. Играњето со пропорции е исто така клучно. Ако, например, дрвената фиока е на дебела страна, тенките метални светници или ламби можат да му дадат на просторот чувство на леснотија и визуелна рамнотежа. Комбинацијата од дрво и метал е безвременски избор,
кој благодарение на својата разновидност и способност да се вклопи во најновите дизајнерски трендови, останува еден од најефикасните начини да го направите вашиот дом да изгледа софистицирано и хармонично, без оглед на промените во естетиката. И како што слушнавме, освен што оваа комбинација на дрво и метал како материјали за уредување на вашиот интериер е безвременска, можеме да ја сретнеме во многу стилови, од арт деко до скандинавски до индустријски стил. За еден од нив зборуваме во прилогот кој следува токму сега. Арт деко е стил кој своето златно доба го доживеа во периодот помеѓу двете светски војни. Од 1920 до 1940 година. Кога би требало да одбереме неколку зборови со кои најпрецизно би го опишале арт деко стилот на уредување на просторот, веројатно тоа би било гламурозен, блескав, строг и минималистички, особено во однос на викторијанскиот стил, кој се смета за негов претходник. Но постои една друга работа која го направи овој стил популарен и актуелен се до денес. А тоа е неговата достапност до широките народни маси. Арт деко во интериерите е многу широка тема, но ние ќе се потрудиме да ви ја доближиме на што е можно по едноставен начин. Неколку елементи се све присутни во овој стил на уредување на просторот, а тоа се слоновата коска и бојата на слоновата коска воопшто, животинскиот принт и кожата, но и староегипетските сувенири и декорации. Секако, кај боговите во 30-тите години од минатиот век, сето ова било природно, но денес може да се најдат соодветни реплики кои понекогаш знаат да бидат дури и поквалитетни од природните оригинали. Кај секој стил, клучна улога имаат боите. Класичната палета на бои кај овој стил е гламурозна, задушена и елегантна. Доминантни се крем бојата на срна, светло-зелена, галеб сива. Идејата е да се создаде чик, но и неутрален интериер, проткаен со акцентни бои. А акцентни бои најчесто се боите на драгите камења, како виолетова и црвена, сребрена, па дури и црна. Доколку пак се одлучите за тапети, изберете ги оние со принтови со мали или средни величини. Дизајнот може да вклучува диамантски форми, школки, кружни форми. Не експериментирајте, туку одберете тапети со клучен изглед и во соодветна боја. И не само бои, одберете и акцентни парчиња мебел со заоблени, но сепак правилни линии. Мебелот во арт деко стилот не дозволува авангардни парчиња. Тапацираниот мебел мора да биде обложен со квалитетен штоф или евентуално кожа. Материјалите како и верица би требало да се заобиколат, а примарен избор во овој стил е масивното дрво. Исто така, во овој стил фокусот многу често е на хромираниот мебел, но и на мебелот прекриен со огледала, како ноќни шкафчиња или комоди. Во главном целиот мебел е скулптуричен и неспорно секси. Кога е во прашање осветлувањето, може да се каже дека во арт деко акцентот е на лампите. Арт деко е стил познат по фокусирањето на осветлувањето и декорацијата, која има форма на скулптура. Денес се наоѓаат широк спектар на расветни тела, кои може да послужат за оваа намена. Имено хромот токму тогаш влегол во широка употреба и станал исклучително популарен. Па според тоа, не е ни чудно што е толку многу застапен во овој стил на уредување на просторот. Како и во секој стил, главното заокружување го правиме со декорациите. Овој пат соодветно е да употребите стакло, хром и сребро, со што ќе ги надополните целиот гламур кој претходно го внесовте во арт деко уредената просторија. Исклучително популарен во оваа смисла е обоиното стакло. Огледалата се добре дојдени, а препорачливо е да бидат со исклучително интересни рамки
и тоа најчесто со округла форма. Перничињата најдобро е да имаат цик-цак дизајн, кој исто така би требало да биде застапен и на завесите, и на секоја друга ткаенина. Целиот изглед надополните го со некој постер од 30-тите години. Арт деко стилот е за оние кои трагаат по впечатлив, но истовремено и класичен и елегантен простор. Животинските примероци, мермерот, среброто, стаклото му даваат посебен луксузен изглед и елеганција на секој простор, уреден во арт деко. Па тоа го прави секогаш актуелен и примамлив. Најчесто како опција се бира за уредување на бањите, зашто веќе зборувавме во една од претходните изданија на Квадрат. Но совршена опција и за целиот дом и секоја поединечна просторија во него. Но исто така и за угостителските објекти. Во продолжение, уживајте во кратка видеоинспирација, која ние ја пронајдовме за вас. И малку инспирација не е никогаш на одмет, па затоа и така ќе го завршиме ова наше денешно дружење. Што доколку целата куќа и односно целиот интериер се врти околу вашата кујна. Така направил еден архитект во Торино и неговото ремек дело ви го покажуваме во продолжение. Во самото срце на Торино, зад фасадата на елегантна историска зграда, се крие интериер кој раскажува приказна за страст, патување и совршен вкус. Овој стан не е обичен дом, тоа е персонализирано одморалиште на светски готвач, дизајнирано така што секој детаљ го зрачи неговиот стил, енергија и љубов кон готвењето. Сопственикот готвач кој поминал години помеѓу Токио, Њујорк, Рим и бројни европски метрополи, сакал место кое конечно ќе може да го нарече дом, база од која ќе тргне во нови авантури. По безброј хотелски соби и привремени адреси, станот во Торино стана негово лично одморалиште, а архитектот Матео го трансформираше во модерен, урбан и безпрекорно функционален простор со душа. Овој стан е буквално дизајниран околу една работа – кујната. Тоа не е само простор за готвење, туку сцена за експерименти, собири и хедонистички моменти со вино и добра храна. Просторот зрачи со изразено машка естетика, недооценето и софистицирано, каде што се спојуваат принципите на едноставност, материјали со врвен квалитет и воздржана елеганција. Минималистичката атмосфера е дополнително нагласена со контрасти на луксузни материјали и внимателно разработени геометриски детали. Палетата на бои е координирана со современа уметничка колекција на сопственикот, чии слики внесуваат дискретни акцентни тонови и му даваат на просторот уметничка димензија. Материјалите користени во внатрешноста го одразуваат духот на функционализмот и историската локација во срцето на стариот град – камен, терацо, дрво и хром. Дрвото е особено истакнато преку различни третмани од цврсто дрво до фина текстура на фурнир и корен фурнир, како почит на месарскиот занает кој го користи секој дел. Светлосниот под поставен во елегантна шема на шеврон, но во современа, инвентивна нијанса, ја рефлектира дневната светлина и му дава воздушност на интериерот. Потемните дрвени тонови на мебелот додаваат допир на луксус и хармонично ги балансираат пропорциите на просторот. Во центарот на вниманието е снежно белиот Куински остров, дизајниран како место каде идеите се преточуваат во вкусови. Благодарение на сензибилитетот на сопственикот, секој елемент од кујната е професионален квалитет. Од огромната индукцијска плоча од 90 см со флексибилни зони за готвење, до вградена стаклена хауба која моторизирано се издигнува од работната плоча како мал сценски трик. Огромната трпезариска маса стана фокусна точка на просторот, место каде се организираат спонтани вечери, деловни состаноци и долги ноќи со вино, смеа и музика. Доминантна боја, чисто бело, символ на дисциплина, ред и професионална кујна, но и совршена позадина за детали кои носат топлина. Материјалите се играат со текстурите, студениот мермер, мазното стакло и топлото дрво и создаваат рамнотежа помеѓу луксузот и едноставноста. Акцентите во сива и маслинесто зелена боја внесуваат мир и го поврзуваат интериерот со природата, додека внимателно одбраните парчиња мебел во нордиски стил внесуваат доза на модерен минимализам,
Зидната графика, винтидж просторите и дискретните ткаинини во пригушени тонови додаваат личен допир, правејќи го просторот и елегантен и добредојден. Во дневната соба раскошниот аголен тросет ве повикува да се опуштите по напорниот ден. Полиците, уметничките дела и осветлувањето се внимателно наредени така што секој агол зрачи хармонија. Дури и бањите добија свој дизајнерски идентитет, тродимензионалните плочки во нијанси на камен и жалфија ги претвараат во мали велнес оази. Си во овој стан има своја цел и душа. Архитектот успеа да создаде простор кој не само што функционира безпрекорно, туку ја отсликува животната приказна на личноста која живее во него. Страсен, љубопитен, софистициран. Ова реновирање не е само приказна за внатрешноста, туку за идентитетот. Апартманот во Торино не е замислен како класичен луксузен простор, туку како лична лабораторија на вкус и стил. Место каде што живеете, создавате, се собирате и уживате. Како и секој добар рецепт, совршенството лежи во рамнотежата. Малку дисциплина, малку спонтанност, малку луксус и многу лични емоции. Резултатот – дом кој не само што изгледа добро, туку има вкус на живот. Ги обработивме речиси сите стилови кои се актуелни и застапени во модерните интериери. Ве советувавме како и вие да ги внесете во својот дом или работен простор, но откако заклучивме дека сето тоа може да ви делува и конфузно, решивме да ви ги представиме преку практични примери на светските дизајнери и архитекти. Во продолжение ќе видите уште неколку од стиловите применети на дело, во мали, големи, специфични простори. Скандинавците сакаат едноставност, затоа нивниот стил често се применува во малите простори. Еден од примерите е овој стан од 42 метри квадратни, кој уште на прв поглед оделува смирувачки. Целиот стан е уреден во неутрални тонови и има многу детали во црно-бели линии. Дизајнерот на овој шармантен интериер ги одбрал белата, сивата и црната боја. И истите ги оплеменил со дрво и цигла, со цел да внесе топлина во просторот. Станот се состои од мал влезен простор, соба за дневен престој, кујна, трпезарија во полуотворен простор, со мала спална соба, во која дури успеале да сместат и уште помал walk-in гардеробер. Дневната соба пред се ја краси многу природна светлина, која во просторијата влегува низ двата големи прозора. Со цел да се остави простор за движење во просторијата, софата има мали димензии, а спалната соба од дневната е одвоена со преградни зидови, на кои се пробиени за да се реши недостатокот од природна светлина, која е важна за секоја просторија. Овој простор е навистина мал, што и нема простор за многу експериментирање, а во него може да се смести само кревет и фотелја за читање. Но благодарение на добрата организација и одбраниот стил, не изгледа воопшто клаустрофобично. Мала е и бањата, но исто така го следи стилот на остатокот од станот и е навистина функционална. За оние со малку повеќе простор на располагање, следната инспирација ни доаѓа од Тоскана. Ова е можеби една од најубавите рустични куќички, каде каминот и дрвото се само дел од целата магија на овој интериер. Куќата е организирана во open space концепт, што допринесува да се зголеми впечатокот и фокусот на големата дневна соба со кујна и романтичен камин. Употребата на дрво и топли нијанси кои само ги следат се основни елементи на интимното и романтично доживување на овој амбиент, погоден да смести дури 6 лица. Дрвените скали декорирани со лампиони водат низ приземјето до галеријата, во двете спални соби и купатилото. И трпезариската маса е изработена од рустикален стил, а е сместена во собата за дневен престој покрај каминот, па во текот на целата зима е најубавото и најтоплото место во домот. Линијата на столиците го следи стилот на ноншалантната обработка на дрвото. Катчето за одмор го чинат две бели фотели, кои даваат извонреден поглед на целата околина. Вниманието со кој стручњаците од Архимед Студио го осмислиле овој простор најдобро се забележува во деталите, како што е обработката на зидовите, додатно нагласена со расветата.
Кујната е комплетно опремена, но дрвените предни елементи го сокриваат фрижидерот и машината за садови. А посебен шарм во неа дава мијалникот изработен од камен. Не мора да имате околина како Тоскана за да си дозволите уредување во рустикален стил. Дури и во урбаните места, во големите метрополи, во својот стан можете да внесете рустична нота, како што тоа го направиле архитектите во овој стан во Париз. Уреден во модерен стил со најновите трендови, употребувани се многу современи елементи, како и уметнички, но вистинската топлина всушност во него ја внесува рустикалната нота, со која е зачинет просторот. Природните материјали, играта со светлината му даваат посебен шарм и го прават дом во кој владее пријатна атмосфера. Секако и овде дизајнерот ја знаел вредноста на деталите, па ги внел во просторот и со нив истиот го оплеменил. Ако мислевте дека стиловите не се комбинираат, архитектот Матео Цетински преку неговото ремек дело во Загреб ќе ве демантира и ќе ви докаже колку складни можат да бидат индустриализмот и винтиж стилот меѓу себе, кога добро ќе се организираат во еден простор. Ова е простор кој рефлектира страст и интереси, стан кој ги одржува стилот и навиките на животот на сопственикот. И како таков е одлично место за живот и дружење. Уште при првиот чекор во станот, тој ја оддава заинтересираноста на неговиот сопственик за уметност, музика и филм. Главниот зид во собата за дневен престој ја краси електрична гитара која е во функција на амбиентално расветно тело. Во тој манире и масичката, а дополнително со филмски плакати е декориран и зидот. Во дневната соба доминира циглен зид, која внесува потребната топлина, особено во комбинација со индустриските светилки и детали, кои се провлекуваат низ прозорецот. Предсобието, за разлика од вообичаените, замислено е како социјална зона со шанк составен од метални плочи, со резби значајни за сопственикот. Миксот од индустријски и винтиж стил се гледа и во комбинацијата на стари фотели и ајс комода од инокс, која ја подпишува самиот Матео Цетински. Иако е модерна, материјалот од кој е составена го рефлектира остатокот од домот и како таква ја прави оваа комода адекватна за секој стил. Во кујната се истакнува црниот зид, по кој може да се пишува со креда. Истата црна боја е употребена и на терасата, каде се сместени и двете така наречени гост столици, кои се задржани од претходното уредување. Индивидуалност и стил. Тоа е она што му е потребно на секој простор. Иако овој простор ви делуваше премногу машки, на овој сигурно ќе му забележите на преголемата женственост. Пастелен, цветен, нежен. Овде стилот се рефлектира од секој агол и секој детај. Од мебелот до декорациите, завесите, расветата. Ако ова е тоа што ви треба, уживајте во инспирацијата од овој шабичик простор. Верувам дека добивте мотив уште веднаш да започнете со ситни барем промени во вашиот дом, а верувам дека ви дадовме доволно инспирација за да знаете и како да го направите тоа. Се гледаме повторно наредната недела, а за сега ви благодарам на вниманието и пријатно.